Го чекаме. Во минатиот век, 20 век, се зборуваше дека Исус ќе дојде на 2000-тата година. Се сеќавам некои проповедници тоа го зборуваа од амвоните или проповедалниците како нешто што е сигурно и сите ние треба да се подготвиме за таа година. Нивните аргументи се заснувуваа на некои толкувања на патриарсите. Тоа се црковни татковци од 2 и 4 век од нашата ера. Имено тие дошле до заклучок дека на секоја 2000-та година се случувале значајни настани. Пример, од Адам до потопот има 2000 години, значаен настан. Од потопот до раѓањето на Исус, исто така значаен настан. И од раѓањето на Исус до 2000-тата година би требало нешто да се случи, а тоа се толкуваше дека ќе биде Христовото доаѓање. Но ете, не дојде. Се случија некои политички бранувања, но Исус не го отвори небото за да го видиме. Сега сме 2020 година. На почетокот на годината почна да се шири епидемија која прерасне во пандемија. Сега може да се забележи дека мнозина проповедници почнаа да проповедаат дека времето е близу и дека народите треба да се покајат. Едни се со убедување дека Христовото доаѓање е многу близу, а други се порелаксирани и мислат дека има уште време, бидејќи има пророштва во Стариот Завет, па и во Новиот, кои треба да се исполнат. А пак некои христијани воопшто не се замараат околу тоа. За нив важно е да се биде спремен и подготвен за средба. Библијата јасно вели дека неговото доаѓање е тајна. Исус рече: за тој ден и час никој не знае, дури ни човечкиот син, туку само таткото. Од тоа јасно произлегува дека неговото доаѓање е тајна. Но има знаци преку кои може да се препознае дека сме близу до исполнувањето. До исполнувањето на ова пророштво за неговото доаѓање. Учениците на Исус се интересираа за овој настан и затоа го прашаа отворено. А тој им го даде вистинскиот одговор кога ќе дојде и кои се знаците што ќе претходат. Тие рекоа: кажи ни, кога ќе биде тоа и кој е знакот на твоето доаѓање и на свршетокот на векот? И Исус одговори им рече: гледајте да не ве заблуди некој, зашто мнозина ќе дојдат во Мое име, говорејќи: јас сум Христос, и ќе заблудат мнозина. А ќе слушате за војни и гласови за војни. Пазете да не се уплашите, зашто тоа треба да се случи, но уште не е крајот. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство, и ќе има глад и помор и земјотреси на разни места. Но се тоа е само почеток на страдањата. Тогаш ќе ве предадат на маки и ќе ве убиваат, и сите народи ќе ве замразат поради Моето име. Тогаш мнозина ќе се соблазнат и едниот ќе го предава другиот, и едниот ќе го мрази другиот, и ќе се јават многу лажни пророци и ќе заблудат мнозина. И заради многуте беззаконија, љубовта ќе олади кај мнозина, а кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. И ова евангелие за царството ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде свршетокот. Тоа е запишено во Евангелието според Матеј, 24 глава. Овие знаци веќе ни се познати. Колку ќе се повторуваат и колку ќе ги гледаме, останува да видиме. Важно е да бидеме спремни. Под спремност се мисли гревовите да ни бидат простени преку лично покаяние и да го имаме Светиот Дух како гаранција за нашето спасение. Не е важно кога ќе биде тоа, важно е да бидеш уште денес спремен за средба со Бог. На Исус нека му е слава. Тој ќе дојде.